Редовна рубрика секоја среда во Македонија наутро. Моje здравје, веќе од самиот почеток е најавена темата. Разговараме за болки во мускулите. Одговорите на нашите прашања ова утро ги бараме од доктор Аница Хаджи Петрушева Јанкиевик, специјалист по физикална медицина и рехабилитација. Ни доаѓа од Аџи Бадем Систина. Ви посакувам добро утро и добре ни дојдовте. Добро утро. Кажа, веќе ќе ги вклучиме и гледачите, телефонските броеви за некоја минута ќе ги видите секунда, односно ете ги, испишани на екраните 02 51 19 858 и 859 за оние кои сакаат да постават прашање. Докторке, ајде да почнеме едноставно. Што всушност представува болка во мускулите? Моето прашање е малку поопшто, меѓутоа вие ќе дадете конкретна дефиниција. Значи, болката мускулите представува нешто што мускулот се буни кога не е во состојба која што му одговара. Мускулите за да работат има две фази, фаза на контракција или стегање и фаза на опуштање. Болките во мускулите може да се појават од различни причини. Например, нешто што е најчесто, болките во грбната мускулатура се јавуваат заради принудна положба, заради несоодветно нивно растегнување и стегнување и се јавува постојан спазам, се вика, или постојан грч, така го кажуваат пациентите, кои што со тек на време се појавува како болка заради несоодветна работа. Болките во мускулите во екстремитетите, односно рацете и нозете, пак може да се појават најчесто поради презамореност или поголема физичка активност, спортување или слично, или пак некои повторувачки движења, односно работа која што предизвикува постојано една иста активност и после одреден период се јавува замор на мускулот, поради што се јавува таа болка. Така, ќе говориме за се поред, меѓутоа ајде ќе почнеме од она кое што го прво го споменавте, а тоа е начинот на седење. Токму поради природата на одредена професија, некои луѓе се постојано пред компјутер, буквално не стануваат по 8 па и повеќе часа и често имаат болки. Што е советот, кој е советот до нив? Што е она што треба да го направат? Во однос на советот за позиција на телото во текот на работниот ден. Тоа не може да се генерализира само кај возрастните луѓе. Таа навика во однос на правилно држање на телото треба да ја стекнеме од децата во училишна возраст, па потоа да си продолжи понатаму во животот. А децата се оние кои што имаат па и најмногу проблеми. Најмногу проблеми, односно таму почнуваат проблемите со грбот, најчесто, затоа што и таму се јавуваат болките. Значи, навиката за правилно седење се почнува од таа возраст. Во секој случај, колку и да е правилно седењето, не е потребно да се седи повеќе од час до час и 15 минути во една иста положба. Денешната информатичка технологија не врзува да седиме што подолго пред компјутери, такви се работните места и заради тоа треба повторно велам да имаме онаа навика дека на секој час, час и 15 на минути да имаме раздвижување од околу 5 минути, односно да ја смениме позицијата, да станеме, да прошетаме околу бирото, колку и тоа смешно да изгледа и несоодветно во ситуација никогаш, меѓутоа многу помага во однос на нашето здравје. Секогаш позицијата или на столицата, во однос на масата, во однос на мониторот треба да бидат во висина на мониторот, да е во висина на очите, столицата да обезбедува убаво седење од 90 степени, а не тоа да биде нели залегнати во столица во некоја лоша положба во која што апсолутно се бунат веќе мускулите дека не име во ред. Така, имаме гледач на линија, ќе му дадеме предност, ќе го вклучиме. Добро утро. Добро утро. Ви посакувам убав ден, повелете. Имам едно прашање до докторката, ја поздравувам. Ме интересира, јас сум оперирана од колко ми е слаб мускул на десната нога. И сега еве 3 години ќе правам во септември и сега почнува да ме боли коленото, од колено надолу мускуло. Како може да се врати мускулатурата? Вежби, колку се трудам да правам, иначе сум 58 години. Така, ви благодарам на јавувањето. Пациентот като рече дека оперирана од слушателката од колк. 3 години е веќе период по кој што е долг за да не е вратена мускулатурата барем 80% од однос на она што била од здравата нога. Дефинитивно коската кога ќе се зглобот, односно кога ќе се среди коскениот и зглобниот проблем, нешто со кое што се справуваме подоцна е мекото ткиво, односно мускулатурата и лигаментарниот апарат. Заради тоа, според сите најнови
процеси на рехабилитација и протоколи на рехабилитација, брзата активација на пациентите, дали се после скршеници или ќе го испочитуваме периодот на зараснување, дали се овакви со ставање на протези и слично, се почнување на вежби уште после вториот ден после операција и тоа во кревет. Значи најбитно е да се врати мускулатурата. Болката во коленото што исејава на госпоѓата е поради тоа што нема доволно мускулатура која што ќе ја превземе работата на коленото и целата тежина неправилно се пренесува врз колениот зглоб и може да продолжи болката понатаму надолу и по ногата. Дефинитивно нешто што треба да се работи се вежбите. Колку ако се тие колку се тешки во на суво, нели, изведување на вежби на суво, тогаш убаво е да се почне со вежби во базен. Дали се тоа бањски лекувалишта или се базени, меѓутоа секогаш се олеснети тие вежби заради елиминација на гравитацијата и убаво се активира комплетната мускулатура. Само упорно вежбање до граници колку што е можно, повторување повеќе пати на ден на вежбите, на оние вежби, може да ја вратат мускулатурата и да се продолжи со нормален живот. Останувањето на слабата мускулатура и викањето не можам да вежбам, не става во еден затворен круг во кој што нема излез. Така, имаме повторно гледача на линија. Добро утро. Добро утро. Ви посакувам убав ден, повелете во програма сте. Исто и на вас, ќе ви молам едно прашање до докторката. Сакам да прашам се работи за мајка ми, она е на 73 годишна возраст и повелете во програма сте. Она има исто проблеми со десната рака, пред многу повреди раката и бевме и на терапии, бевме и на мислам на вежби, сето тоа, ма повторно има проблеми, ја боли и мислам сега премногу ја боли. Бевме на лекар, рекоа за некои блокади, ама не знам, не сме сигурни дали треба да отидеме да ги направиме тие блокади, затоа што некако малку ја страв. И да ми каже докторката, дали има некои таблети што може да се зема за некое смирување на болки. Затоа од вчера навака има многу страшни болки. Од што е повреда имала на раката госпоѓата или? Да, точно, повреда имаше на раката пред неколку години. Скршеница сега... на кој дел од раката? Горе кај што е коската, кај што е на длакотната коска? Да. Овие повреди се нешто што кај повозрасната популација споро се одвива рехабилитациониот процес, а од друга страна се ваќе така намалена подвижноста на зглобните структури и уште повеќе се засега. Несоодветното вежбање, несоодветното држење на раката заради скршеницата и таа принудна положба доведува да страдаат околните зглобови и мекото ткиво. Да, коската ќе зарасне, меѓутоа мекото ткиво и околните зглобови ќе страдаат и ќе бидат болни. Секогаш прво се почнува со аналгетска терапија, тоа се оние нестероидни антиинфламаторни лекови кои што може да бидат орална употреба како таблетки или ампуларна. За да биде полесно за гледачите, тоа се типот на лекови на клофен, диклофенак, диклоџет, волтарен, значи сите тие им се познати и се почнува со таква аналгетска терапија која што треба да ја подсмири болката и малку да го подсмири тој воспалителен процес што се јавува. Оди терапијата 2 пати на ден, меѓутоа затоа што се лекови кои што и пречат на гастричната слузница, односно грото од пациентите имаат и проблем со желудникот, не сакаат долго да ја примаат. Воколку е посилна болката се прима ампуларна, односно инекциона или инфузиона терапија. Меѓутоа, ако после неколку дена не се смирува болката и на таква терапија, возможно е тоа што го кажа госпоѓата да се стави блокада, односно апликација на кортикостероид во рамото, односно во зглобот да се смири воспалителниот процес. Меѓутоа, тоа нема да биде конечно решение. Откако ќе се смири болката, повторно мора да се превземат дејства зошто се појавила, да се одреди и да се превземат активности кои што ќе спречат повторно појавување на таа
болка. Дали е некаква физикална, дали е раздвижување, дали е позиционирање на раката за да не се појавува болката, треба да се види етиологијата, зашто настанала. Ова е тема која што предизвика интерес кај нашите гледачи. Повторно имаме гледач на линија, ќе му се заблагодарам што почека. Добро утро. Добро утро. Повелете во програма сте. Навистина темата е многу интересна, бар за мене. Бидејќи сум во поодминати години, имам проблем со рбетниот столб, мала сколиоза што не сум ја решавал своевремено. Ама сега доаѓа се повеќе до израз и еден дел од мускулот постојано ми прави проблем. Тоа го решавам со пешачење, да речем. Кога пешачам малку се изразува таа болка, меѓутоа ако се комплицира правам и лазерски таму како иде на 6 месеци. Меѓутоа сакав да ја прашам за една друга работа. Јас имам зголемен холестерол и пијам вастатини со години. И таму во упатството на лекот пишува дека може да се јави болка во мускулите. Прашањето ми е, морам да ги пијам тие заради холестеролот, дали и тоа допринесува за ова проблемот со мускулот и мускулите воопшто? Благодарам. Така, ви благодарам на јавувањето. Телефоните остануваат отворени за оние кои што сакаат да се јават. Болката во мускулите предизвикана од медикаменти не е локализирана на едно место. Господинот кажа дека болката се наоѓа во грбот. Не знам на која е локализација во грбот, меѓутоа се наоѓа во грбот. Болките предизвикани од медикаментите се оние мигрирачки болки кои што се по целото тело или ги асоцираат како болка пред грипозна состојба. Значи не може земањето на овие медикаменти да се поврзе со болката локализирана во грбот. Покрај она што ја прави терапијата и покрај пешачењето што го прави господинот, што го применува, има и соодветни медицински вежби кои што служат и се специјализирани и соодветно се прилагодуваат за состојбата на секој пациент, односно на секој човек, и се вежби кои што служат за истегање, дали е тоа на вратна, дали е на лумбално, односно кичма на доле грбна мускулатура, која што овозможува да биде постојано мускулатурата во еден добар тонус и добро истегната и добро цврста, за да го држи рбетниот столб и да не предизвикува понатамошни проблеми. Имаме повторно гледач на линија, како што кажав, ова е тема која што предизвикува интерес кај нашите гледачи. Добро утро. Добро утро. Повелете во програма. Дали сум во програма? Да, во програма сте, повелете. Првен да ја поздравам емисијата, после докторката да ја поздравам, имам едно прашање. Може би не е болки во мускулите, него кај мене е друг проблемот. На левата нога Ало? Ве слушам, говорете. На левата нога, над петата ми се имат јавено шилци. И шилци од горната страна и од петата. Добро. И како притиснувам кога одам, тие шилци ми фаќат од месото и ми го штипнуват. Осеќам големи болки. Без и на лекар ми ги ми ја снимија ногата и установија шилци. Така, ворете, господјо, станува збор за болка од шилци во петата. Ви благодарам многу за јавувањето, ќе го добиете одговорот од докторката, ќе ги замолам останатите гледачи кои што се јавуваат да го намалат тонот на телевизорот, да не слушат преку слушалка, затоа што така многу полесно ќе се разбереме. Имаме уште еден гледач да го слушаме неговото прашање, па ќе ги дадеме одговорите. Добро утро. Добро утро. Повелете во програма сте. Ќе молам. Табалја сега станувам и вратов ми се укочи. Што може да направам? Многу ме боли, не може да омрдам деснава страна. Така, ворете, ви благодарам на јавувањето.
Најнапред госпоѓата со шилците во петата, воколку се диагностицирани, прво нешто што се почнува се ставање на влошки, специјални влошки со отвор за петата во чевли, папучи и било што, кои што ќе го растеретат моментот на газење на самиот шилец и ќе растеретат, односно ќе спречат иритацијата. Тоа е првата метода. Вториот начин за продолжување да се смири таа болка, воколку зависи тоа и од големината од шилецот, воколку е можно, може да се оди со класична физикална терапија. Меѓутоа, воколку е поголем шилецот, како ќе се подсмири тој воспалителен процес, има и специјални методи за разбивање на тој шилец, односно високофреквентна ултразвучна терапија или се вика уште и шоквейв терапија, која што служи за да се разбијат тие шилци да не прават проблеми понатака. Се вториот гледач, морам само да дополнам, да кажам дека често се случува да се разбудиме со болка и да не боли вратот. Тоа е болка во мускулите од позиција на положба, принудна положба, која што апсолутно не била соодветна во текот на ноќта и се јавило грч на мускулатурата, која што не дозволува ниту да се придвижиме, не дозволува ниту да можеме нормално да функционираме во текот на денот. Едно од погрешните работи што секогаш прво ја прават пациентите, односно луѓето, е дека почнуваат или одат некаде да ги наместат, да ги измасираат или не знам што. Да, во моментот ќе попушти, меѓутоа потоа болката е уште многу посилна. Нешто што треба да се направи е да се земе некаква медикаментозна терапија, ги спомнав, волтарен или на крајот на краиштата обичен парацетамол, бруфен, кој што ќе го ја опушти малку мускулатурата и ќе смири болката и да се изврши некаква имобилизација, значи тоа за да се растерети мускулатурата да не ја тераме да работи. Поради тоа што рече господинот дека има болки во вратот. Така. И не може да се сврти на десната страна, а се труди да балансира со левата страна и навистина тоа е болно и многу непријатно. Обично во домашни услови се зема пешкирче кое што се врти витка како ролна, за да може да се го стави околу вратот и да имитира шанцова кравата, која што во одреден период, неколку часа, ќе растерети мускулатурата и ќе го спречи на движење, поголема иритација и ќе намали болката. Воколку после земање на медикаментозна аналгетска терапија не попушта болката и после една до 2 до 3 таблетки, веќе треба да се појави на лекар за да се види точната причина зошто е ова и да се премине кон посериозно решавање на проблемот. Так, никако почнавме со тие болки во мускулите во грбот, никако гледам дека ќе закружиме со таа тема, со оглед на тоа дека немаме многу време. Морам да ве прашам, кои се оние симптоми кои што ќе ги препознаеме, кои што треба да ни кажат време е за лекар? Не е време да седиме сами дома и да се лечиме, да се помогнеме. Кога треба да побараме помош од доктор? Па и ова што се надоврзавме на последното јавување на гледачот, значи ако после 24 часа со земање на лесна аналгетска, парацетамол, бруфен или било каков друг аналгетик во домашни услови, болката не стивнува, се одржува на исто ниво и дури се интензивира, дефинитивно треба да се побара лекарска помош. Воколку болката почнува да се шири и почнува да се јавува, ако зборуваме за грбна болка, почнува да се јавува во облик на трнење и болка по должина на рака, по должина на нога, тогаш тоа представува болка која што е предизвикана од компресија на нерв и дефинитивно треба веднаш да се јавиме на лекар. Так, меѓу сите оние прашања за кои што зборувавме пред да го почнеме разговорот, многу стана не одговори, меѓутоа ајде ќе ве прашам сепак и за со оглед на тоа дека сега сите толку многу вежбаме, сите многу сме физички активни, често се случува да имаме и воспаление во мускулите. Воспалението на мускулите се јава заради неправилно нивна активација, значи биле мрзливи и одеднаш ние сме ги активирале. И сака да не алармираат дека тоа не е во ред што сме им го направиле. За да го спречиме тоа, треба да се почне да се подготвиме, односно со постепена физичка активност, односно се започнува прво со луѓе кои што апсолутно не биле активни физички, се започнува со вежби за истегање, кои што прогресивно се надополнуваат, па потоа вежби со
се викаат статички вежби за подготовка на мускулатурата, па дури потоа да се почне со оние нормални вежби во теретани, пилатес и слично. Воколку веќе се појавила болката, мораме да се справуваме со неа. Треба да им помогнеме на мускулите. Треба да ги одмориме барем 48 часа од последното вежбање, а не повторно да ги активираме и да велиме дека тоа ќе ни помогне да ја елиминираме болката и да ќе мора повторно медикаментозна парацетамол, односно средство кое што ќе ни помогне да се забрза циркулација и да се елиминира таа наталожена млечна киселина. Ако се особено болки во мускулите во нозете, зашто најчесто таму се појавуваат, помагаат и оние ладно-топли купки, односно тушеви, кои што ќе интензивираат циркулацијата и ќе елиминираат побрзо наталожените токсични материи. Так, доктор, ќе ми останава да ви се заблагодарам, ќе закажеме повторна средба, како што кажав, многу прашања стана неодговорени, имаме многу теми за разговор, ќе ви посакам пријатен и убав ден, се разбира.